Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание. Јади Бурек на ТВ Сонце. Вечерва имам чест и задоволство повторно во студиото да го поздравам господинот Зоран Ивановски. Господин Ивановски, добро вечер, добре дојавте. Добро вечер, добро ве најдов. Прво еден поздрав до гледачите на емисијата. Да дам еден увод, бидејќи ќе разговараме. Сакаш вовет ти да дадеш? Нема проблем. Бидејќи ќе разговараме за воен хардвер, да нагласам дека за пацифисти, за сите кои војниот хардвер директно го поврзуваат со оружје, дека не разговараме за војна. Војната обично продолжена рака на политиката, него ќе разговарам само за воен хардвер како производ и како економска можност да се заработи од него. Во емисијата ќе спомнам неколку пати Србија вон политички контекст, туку само како позитивен пример дека за последните 10 до 15 години успеа да ја рестартира својата војна индустрија и економски да профитира, бидејќи пред 20 на години имаше едва 300 милиони. Влегуваш у детали. Значи, ви благодарам. Значи, влезот дека не е политички врзано со Србија и дека не сме. Може слободно и политички да ја тераш, не е тоа никаков проблем кај мене, барем е либеро и немам никаква агенда, така што ме интересираат и околните детали. Значи, почитувани гледачи, вечерва ќе збориме за оружјето. Не оружје за лов, рекреација, туку воената индустрија и особено ја барем ќе се обидам од господинот Ивановски да дознам што е можно повеќе од она the shape of the future. Што ни носи иднината, кои се трендовите и зошто ќе бидат. Имено, господин Ивановски, и вие сте член на партии, сите партии, и ако ги собереш, сите се пацифисти, хипици, make love, not war и така натаму и така натаму. Која ќе дојдат во машината наречена држава, нема бегање од војната индустрија, од безбедносните сили, а они бараат постојано надополнување со опрема, па дури и од собствено производство. Ете, ние имаме некои штури погледи од бивша Југославија со некакви си наши наводници, колку сме биле јаки и така натаму. Колку сме јаки, покажува тоа денеска колку сме расцепкани и претепани, тоа покажува колку сме биле јаки, но она ми е што колку е битно во државата таа така наречена војна индустрија. Дали секоја земја мора да има нешто, некакво воено производство, макар на муниција, и дали го има и зошто е тоа така. Оваа проблематика никогаш не сум ја имал во емисија, па ве молам бидете обширни максимално. Додиме на почеток дека секоја држава, независна држава, мора да го штити својот народ. Тоа значи дека не дека треба да набави оружје за напад, него мора да брани својата граница, да ја брани својата територија и да ги брани своите луѓе, затоа што врска на државата да ги брани своите луѓе. Дополнително имаме воздушен простор. Во последно време воздушниот простор е доста интересен. Или гледаме дека со влезот на НАТО, поради тоа што немаме ескадрила авиони, заштита на нашиот воздушен простор ќе го врши нашиот јужен сосед. Тоа значи дека грчки авиони ќе го надводуваат македонскиот воздушен простор. Некој ќе речи дека зошто го прават тоа? Не имаме воздушен простор за кој наплаќаме. Секоја година нашата држава инкасира 50-60 милиони евра од прелети на авиони преку Eurocontrol. И Eurocontrol за парите кои ги плаќа баре некој сервис. Тоа значи дека во некоја измислена ситуација дека ќе се случи нешто, тие очекуваат дека поради сервисот кој го наплаќаат, дека нашата држава е способна да крене воени авиони и да изврши некое си дејство, кое не мора да значи дека ќе биде активно дејство на неутрализирање, него едноставно само дејство на насочување или на помош на некој авион да излези, проценка дали некој авион е киднапиран или не. Значи дека обврска на нашата држава за делот тие инкасирани пари е да го чуваме и да заштитуваме нашиот воздушен простор. Професоре, прашање. Бидејќи ова го знам, а никош не сум имал некој од контрола на летање, вибрацијата сам исклучил. Кажете ми, дали го познавате тој систем на наплата? Дали секој авион што прелетува патнички, воен, било каков, се наплаќа
неговото прелетување или од каде се инкасираат? Еве, не знам, кој е тој центар кој кому исплаќа тоа? Бидејќи нели тој прелетува и Грција, и Бугарија, и Србија, и други земји и така натаму. Како иде тој систем? Ме интересира. Дали ви е познато тоа, можеби? Да, тоа е Eurocontrol и македонската служба е АВЦВ, Агенција за цивилна и воздушна пловидба. Нашата агенција за цивилна и воздушна пловидба има представник во Брисел. И кога некоја авиокомпанија, цивилна авиокомпанија, за воените е малце посложено за објаснување, меѓутоа се разговараме за цивилна авиокомпанија, сака да изврши прелет, на пример, Лондон до некој град до Дубај. Секоја земја која прелетува авионот, таа авиокомпанија мора да наплати. Да и даде пари на локалната земја. Кога лета авионот, не лета авионот директно од Лондон према Дубај, туку се чекира на кула во Лондон, кулата во Лондон му дава дозвола за полет, го испраќа до наредната кула, кога би било во Македонија би личило, на пример, београдска кула го зема авионот, му дава насока оди према Ниш, негде пред Ниш, нишка кула го зема авионот, му дава висина, му дава во кој правец да се движи, Нишка го испраќа према Скопје, Скопје го презема, така да пилотите цело време комуницираат и секој прилет на секоја земја на кој тој авион прилетува, добива, инкасира дел средства. Од авиокомпанијата? Од авиокомпанијата. Тоа значи дека Македонија Тоа се огромни пари, како Македонија инкасира 50 до 60 милиони евра годишно само од прелети. Колку кошта прелет на еден авион патнички, да речеме, просек? Стварно не знам. Бидејќи ја не знам како им се исплати, а гледам огромни суми се во прашање. Па доколку е полн авионот, Добро? има средства за сите. Значи, што е авионот полн над 75%, има средства и за самата авиокомпанија, и за авионот, и за посадата, и за прелет, и за такси, и за долет. Така. Така да така се формирани цените, бидејќи во основа цивилните Не ве авиони се викнав за малце така. И сега пак се враќаме дека за тој сервис тие очекуваат дека ќе добијат исто така некој сервис доколку се случи нешто неповолно. Така, насочување, ако треба принудно слетување или помош или така натаму и сето тоа е, предпоставувам, некој. Добро. Океј, заглавивме во ова, да се вратиме на воената индустрија. Значи, рековте дека една земја мора да биде воено подготвена за да си ја брани територијата, цивилно подготвено за да го брани населението, границите и така натаму, и сето тоа е потребно оружје. Поминавме долг пат од АК-47 или од М-48 или од пушките Берданки или од нефункционалното црешево топче кој е прекрасен символ. Не се. Што денеска се повеќе се бара? Ја можам само да предпоставам дека оние работи од филмови се одамна надминати, не знам, музи, не знам, вакви и такви и така натаму. Што денеска е потребно на една земја за одбрана добра? Мислам, што е ин во светската воена индустрија? Што е тоа што најмногу се бара, што најмногу се продава? Кога би одел таму, да не би скокнале неколку чекори, меѓутоа да ги скокнеме неколку чекори, да кажам дека колку е еден војник поќе опремен, толку се помалце војници потребни на самото војно поле. Така. Значи дека доколку имаме 30 војници без камион, тие би патролирале на територија од 10 км. Доколку тие имаат 3 камиони, тие може да патролираат многу поголема територија, бидејќи самото возило би ги движило. Доколку тие имаат беспилотно летало кое ќе надгледува, тој тим од 30 луѓе може да обслужува и 120-150 км, бидејќи ќе има и визуелно надгледвање на самиот терен. Тоа значи дека колку поќе опрема, толку поќе се намалува потребата од жива сила. Тоа е број 1. Број 2, на самата жива сила е војник на иднината, можеме да разговараме за тоа и дел од тие сегменти. Што е тоа војник на иднината? Ви, кога се договаравме за гостувањето, зошто одма не довршивте реченица, ви реков да, кој спомнавте војник на иднината. Ова е тема што мене ме интересира. Што значи тоа војник на иднината и што подразбирате по тоа? Војник на иднината има хардвер и софтвер и мрежа на него и е мрежен во системот на одбрана на една земја. Од опрема мора да има кевлерска заштита, самата кацига, самата шлем, панцир и сите тие онакви обврски.
за да ги извршува добро функциите, треба да има и топлење и ладење на самата опрема. Тоа значи дека истите тие понатаму може да се применат и во цивилство. Тоа значи дека има батерија од 12 волти или од 9 волти, која го грее неговиот заден дел и со тоа сосаки удобно и самиот војник може да се движи поќе. Колку е поудобен во својата униформа, толку повеќе може да извршува задачи. Понатаму истиот војник мора поекстремни ситуации. И во поекстремни ситуации може да издржи многу подобро. Истиот мора да има термална камера, мора да има дали секој војник или дел од еден вод мора да биде вмрежен со процесор, со интернет конекција, каде што некој команден центар кој ги испраќа тие војници на одредена задача, ќе има two-way communication, обострана комуникација, значи дека командата ќе гледа што се случува на терен, ќе може да ја гледа и големата слика и ќе дава команди или ќе дава поддршка. Значи дека кога ќе се испрати некој тим за неутрализирање некоја опасност некаде, има негде команден центар кој мора да ги... Добро, ова не е нова работа, ова е старо уште од Прва светска војна, радиостаници, Втора светска војна, нели, радиостаници кои им давале идете вамо, идете таму. Што е војнината овдека? Војнината дека ќе оди преку интернет во живо. Тоа значи дека се следат сите движења од другата страна. Али се следат во моментална состојба и се проценува во моментална состојба со каков воен хардвер треба да се делува или треба да се помогнат тие единици, дали со беспилотни летала, дали со беспилотни летала вооружени со одреден ТНТ набој, дали ќе се испрати хеликоптер, дали ќе се испрати авион, дали ќе се испрати ласерски наведувана бомба. Исто така треба да се знае тежината на таа бомба, затоа што ако се со непријателот во близина, може таа бомба да изврши и дејство врз нашата жива сила. Тоа значи дека треба во моментот, во секундата да се делува со воен хардвер, а за таа пак цел треба да има одреден воен хардвер во резерва, кој го имаме во моментот на располагање, за да можеме да извршиме помагање и неутрализирање на опасноста за кој тој тим или чета е испратен. Дали се овие технологии веќе во примена или допрва ќе се применуваат? Овие технологии се применуваат во сите развиени армии, значи америчката, неколку земји во НАТО, руската армија ги има овие системи, кинеската армија секако ги применува овие системи, така да тие се во примена. Комшиите од север веќе влегуваат страмежливо со некоја поробусна опрема, али веќе влегуваат и во софистицирана опрема од овој тип. На што мислите конкретно? Ве збунувам ли да ве оставам? Не, нема проблем, нема проблем. Ај зборете, ја нема да ве овакво да видам. Нема проблем. За овие 15 или 20 години северниот сосед ја рестартира војната индустрија. Знаеме дека во 99 година имаше напад каде што НАТО на повеќе наврати ја бомбардираше целата војна индустрија на соседот и тие успеа од таа како Феникс од таа војна индустрија да воскреснат и да почнат да произведуваат. Тоа значи дека последните 10 години го покачија производството на воен хардвер од некои 300 милиони, страмежливи 300 милиони пред 15-та година на 1,17 милиарди. Пред 3 години беше 670 милиони, пред ланска година беше 870 милиони за да го накачат на 1,14. Тоа значи дека растат со некој страшно темпо од 10 до 15% на годишно ниво. Кога тие би ги превеле во нашата економија 11,5 милиарди бруто домашен производ, разговараме за 10% пораст. Само на база кога би имала ние такво производство на воен хардвер, имаме 10% пораст на годишно ниво само од воен хардвер, само од производство на воен, а ние сме земја членка на НАТО веќе сега. Кога веќе тоа го објаснувате, како успеа они да се рестартираат? Бидејќи треба ние сега да правиме споредба со ние имавме колку толку срамежлија. Вие ќе спомнете што имавме ние како воена индустрија или имаме. Како успеа да се рестартираат? Зошто се рестартира? Што произведуваат и каде продаваат? Прво започна со рестартирање на капацитетите за производство на муниција. Југословенската муниција, српската први партизан Крушик и босанската Унис, заедно со нашиот Самоков е една од најдобрите муниции во светски размери, затоа што светски размери има многу производители и доколку е
зрното челично, долниот дел доколку е челичен, ја троши цевката многу побрзо. Нашата беше месинг и доста мека и не ја троши цевката. Тоа значи дека цевката на било кое оружје би траела 7 до 10 пати подолго, доколку некој употребува кинески челични кошулици. Тие се доста поевтини, меѓутоа ја трошат цевката и тогаш се троши оружјето. Тоа значи дека Чекај, погрешно кажавте. Значи ако користи кинески челични, ја троши побрзо цевката, влезниот дел. А со Месигот нашите со месигот ќе трае 7 до 10 пати подолго. Подолго, значи. така. Си избирувам ако направив некој. Добро. Малку лапсус беше, не е проблем. И започна со производство на муниција прво. Добро. Потоа ги рестартираја, значи муниција, пиштолска муниција 25, 32, 762, Токарев 9 мм, 10 мм, произведуваат исто за пушки, дали е 22 Хорнет, дали е 223 Ремингтон, 6,5 е единствено се произведува во Србија, имаат и нов тип на оружје произведено Хајниф, е 6,5 е единствен во светот, нов калибар е српски. 6,5 калибар? Да. Зашто е тој калибар? Имаат нивно производство на пушка, и имаат измена на цевката. Процениле дека 6,5 калибар тој е нов калибар, не се употребува нигде и тие го введват сега на пазарот и има измена на цевката. Значи со измена на цевката може да оди 7,62 puta 39 или може да оди 5,56 НАТО стандард. Или да биде 6,5. Пресметале и има позитивни реакции од тоа, значи дека влегуваат и во дизајнирање на нов калибар. Исто произведува 12,7 puta 99, 12,7 puta 107, тие се малце потешки зрна, од 12,7 puta 99 кој е 50 калибар во основа, така се води 50 калибар. Има некои 10 најмалку различни, значи има зрна за пробивање на метал, има зрна за запалување, има зрна за пробивање, запалување. Да, тие се на екранот, што ги гледаме. Што се овие? Овие се тие, вие ми ја пративте оваа. Овие се пократки, али се врвовите се различни врвови. Не разбирам, што е ова? Што гледам? Ова е муниција и различни зрна напред. Првото зрно во лево е обично зрно. Добро. Потоа има зрна за пробивање. Со црвено? Со црвено. Добро. Третото е црвено и бело, тоа значи дека и пробива и пали. Аха. Така да, различни зрна за различни намени. Овие се покуси зрни, не се 50 калибар. Вие ми ја пративте оваа фотографија, па ја илустрирам, велам зошто. Значи, производството на муниција е можеби клучно во она мас продакшн во и ние имаме една од поквалитетните. Ете, го кажавте во Самоков. 90% од производството на муниција во Србија оди за извоз. А Самоков? Самоков е нула. Ние немаме никакво производство, за жал. На ништо немаме Што производство. Што е со Самоков и зошто нема? Пред 4 или 5 години се разговарав затоа што има две можности за извоз, значи директно самата америчка држава увезува огромна количина на муниција, како америчка држава, и НАТО увезува на поинаков принцип исто така огромна количина на муниција. Од кај увезуваат? Соединетите американски држави увезуваат од секаде. Тоа значи дека први партизани или српска компанија, јако не се членки на НАТО, јако имаа проблеми во 99-та, наголемо извозуваат муниција во Соединетите американски држави. Чекај малце. Значи, НАТО зликовци, доле НАТО, ова, она, ваму, тамо, ама си произведуваат куршуми за нив и продаваат, предпоставам дека американците им даваат сакаме вакви куршуми, од овие. Нема проблем, сер, и вам ви правиме. Значи, ние ќе се фаќаме за гуша, а воената индустрија. Ова е како Форд, кога 43-та се сретна со нацистичките, па си правеа дилови за експорт-импорт на мотори, додека не ја забрани не Рузвелт, него после Рузвелт, председателот. Айзенхауер, кога рече скроз забрани било какво тргување со ова. Значи, до 42-3 Америка и Германија разменуваат челик и така натаму. Едно е индустрија, друго е војна и тоа е два различни света, просто е неверојатно. Значи, ние имавме златна кокошка на некој начин, која требаше да биде рестартирана. Еве една интересна анегдота дека има ли тоа капацитет да произведува воопшто квалитет и така натаму
Самоков, ја не знам ни како изгледа, дали тоа... Да, Самоков е дел од поранешната југо индустрија. Така? Значи, од поранешната југо индустрија се први партизан во Србија, Унис во Босна, и Самоков беше дел од таа и тие произведува ист квалитет, што значи дека кога го произведувале во Самоков, можеме да извезуваме многу лесно. Не имаме поголема шанса да извезуваме сега, бидејќи сме членка на НАТО. Србија може да извезува само кон Соединетите американски држави, како држава за внатрешно. Ние можеме да извезуваме и кон Соединетите американски држави и кон сите НАТО членки. Не разбирам. Србија која е во Евроазиската унија... Така, извезува за Соединетите американски држави 556. Најбаран куршум во Соединетите американски држави е Југо или први партизан Србија 556. И се плаќа топ долар за муницијата од први партизан. На база на тоа производство и извоз ги рестартира сите фабрики. На база на поранешниот там 110 и 150, тоа се 4 по 4 и 6 по 6. Не, уште ово само кажи ми. Там ти е последното што кажа. Од таму ќе почне. Зошто не смеат да продаваат на други места? Зошто не извезуваат Не, смеат да продаваат во сите земји, али не за НАТО војската. Ние како Македонија можеме во моментот како земја членка и за НАТО потребите. Значи има една внатрешна потреба на Соединетите американски држави. Зошто само за Америка може да извезува? Може да извезува и за другите земји. Не реков дека не, али така ве разбрав, извинете. Америка купува толку многу муниција што Србија да отворише 5 такви исти фабрики и ние да отвориме 5 такви исти во Македонија, нема да го задоволиме жедот на американската држава за муниција. Господин Ивановски, што ја и ти правиме ко будали овде кај емисија пред камери? Дај да направиме некој бизнис ако е тоа стварно така. Зошто не отвараме? Зошто не почне тој бизнис? Зошто ни еден приватник не го почнал тој бизнис, еве на пример, ако е толку баран или толку цен? Што е проблемот со таа? Сакам да кажеме на анекдота дека одредени приватници се обидоа на заобиколен начин да добијат технологија за 12.7 пута 99. Треба технологија, значи. И беа уапсени во Београд од државната безбедност од Србија. Се обидоа преку некој дали пензиониран, дали активен инженер во први партизан. 12.7,99 интересно зрно, затоа што почнува од $10 и има некои зрноват на $60 парче. $60 парче зрно, тоа е огромна цена, бидејќи нарачките тамо не се 1000, него се работи со нарачки од милиони. Било кој 12.7 или 50 калибар, на автоматска стрелба ги истерува 600-700 парчиња во минут. Значи дека разговараме за илјадници долари за едно минутно чкрапање на некој, а во Америка се вежба. Гетлинг автоматите испалуваат со илјадници парчиња муниција, значи разговараме за илјадници пута $60 за огромни суми, а Америка е гладна, повторувам, за муниција. Зборете, ве молам, не се деконцентрирате од мене. Не, дали одиме понатаму иди кај сакаш, ја појма немам од тематикава. Значи, можам единствено само да ти кажам, извини тогаш, вака ми пишува, вика, магистарска спрема, еден гледач и така вика, муниција се произведува во Намибија, Србија има огромна фабрика таму. Произведуваат за други земји, затоа реков дека делот на Соединетите американски држави сакав да го одвојам од НАТО земјите, затоа што Србија не може да извезува директно во НАТО како под НАТО земјите, а Америка купува оружје за сопствениот народ. Значи американците слободно можат да купат оружје. Значи јас во Соединетите американски држави поседувам неколку парчиња оружје. Зошто Србија го произведува? Зошто не го прави Кина? Зошто не го прави Русија? Зошто не го прави Британија па да им продава на НАТО? Зошто Србија? Што имаат они у технологијата и знаат што никој у светов не го знае, а просто ми е неверојатно. Југо муницијата и сега наследникот е српската и босанската муниција се едни од најдобрите, повторувам. Зошто? Сите произведуваат, меѓутоа тие технологија... Не е вајда само тој месинг? Не, има и други земји произведуваат со месинг, произведува самата Америка, меѓутоа сепак е цената, комбинација на цена, на производство, затоа што сепак се производство во Америка на работна рака од 4000 месечно и производство во Србија со 700, 600, 500 или било колку евра е сепак различно. Финалната цена е
во капитализмот сегменти. може да се произведе се. Прашањето е на крајот по која цена ќе го продадеш. Така, така. Се на база на тој извоз, неколку години, повеќе години, се случува тој извоз сега, Србија почна полека да ги рестартира производните системи за производство на камиони. Значи почна со поранешните основа на поранешниот ТАМ 110 и 150, 4x4 и 6x6. Купи од Америка, пошто извезва за Америка оружје, купи Cummins мотори, 6,7 со Allison трансмисија, тоа значи дека моторот и трансмисијата доаѓаат во еден сет, во кредит. Да, како не, све знам бе, нема проблем, не, јасно ти, јасно е бе, баш вчера со сетот 6x6 и 4, му викам ја, Срđан, бе дај тоа 4, ми вика земи бе 6, вика нема гајле, вика и вози. Јас се извинувам, малце карикирам, затоа што подвозјето на камионот гледам дека добро ја знаете стручна работа, но се наоѓате во Јади Бурек. Јади Бурек и низиниот водител се трудат во животот да бидат, за разлика од другите мои колеги, поглупи и помалку информирани од своите гости. А гостите со тоа да се инспирираат, подетално да ни објаснат, како на мали деца, затоа што така сметам не ја да научам, туку по широката јавност. Претпоставувам дека ова за стручната јавност, луѓе како вас, перфектно е, но тоа е многу малце. Бидејќи имам широка публика, малце објасните им што е тоа, еки 6-6, како не 6-6, ево подвозјето на тешките товарни возила во основа се две шини. Тие се две самоносиви шини, тие се поврзуваат, се заваруваат меѓу себе и напред иди мотор. Значи Србија не произведува во моментот мотор, него моторите ги добива од Соединетите американски држави. Најдобрите мотори се или Cummins или Caterpillar. Во основа се Cummins, тоа е 6,7 дизел мотор. Од зликовците, добро. Да. Во основа од извезената амуниција разменват, купуваат мотори и трансмисија. Трансмисијата Allison е најдобра за тешки товарни возила. И започна со производство прво на BOV, тоа е борбено оклопно возило 4x4. Добро. Тоа значи дека имаме две шини, имаме мотор и со некоја конструкција на V-shape, добро, за да се избегнат куршумите, заварија и направиле борбено оклопно возило. Ова како да ми го објасниш Хермелинот? Од прилика. Значи Србите произведуваат мал Хермелин. Хермелинот и јас да Хермелинот 4x4, тоа значи дека има 4 и сите 4 тркала влечат. Поголемите се 6x6 и има Лазар 3, сега во моментот има Лазар 4, тоа е 8x8. Значи Хермелинот подолгиот Хермелин во кој има 10 војници, еден капетан и еден возач, е тоа Лазар 8x8. Во борбеното оклопно возило BOV 1 до BOV 3 одат отприлика 6 војници, во поголемото во Лазар 8x8 има цел вод од 10 капетан и нишанџија и возач. Можам да заклучам дека ова што го спомнувате, сега малку подетално неговата економска исплатливост и бареност, од она што ја вака површно го знам, ова се можеби најинтересните возила во иднината. Интересни се затоа што се офроуд, затоа што се и за урбана борба, и за војска, и за полиција, за сите сегменти на било кој безбедносни сили, едни од најидеалните возила. Со тој V-shape што го имаат, може да се одбие и против тенковска граната, странично ако ги може да влетуваат во масовни протести, можат да идат на оф терен, ги видовме нели и кај нас во некои драматични ситуации, и едноставно ти станува јасно дека нема подобра пешадиска поддршка на терен од ваквите возила. Добро, јас сум пак стварно фасциниран. Србите им држат лекција на сите у цел свет за овие работи покрај Кина, Јапонија, Русија и Америка, или пак е она што викаш на крај капитализмот. Ти можеш да произведеш се и се што, ама на крај колку ќе чини. Да. Во основа да се вратиме на почетокот од емисијата дека војник на еднината не е само премногу сложени системи, него и ова дел од војник на еднината. Значи војникот на еднината не оди повеќе сам. Така е. Мора да оди во возило, возилото да го штити. Тие возила имаат хидравлични рампи од позади, каде што може брзо да излезат, да действуваат, да се вратат. Што е тоа хидравлична рампа? Отворањето на самото е хидравлично, за брзо да излези целиот вод, може да пукаат додека возилото се движи и нема повеќе војник кој оди сам, оние партизански битки се завршени. Тоа значи дека се брзи акции за неутрализирање и со вакво возило може директно да се влези во дејството на оган, затоа што ова возило Лазар е 2 или 3, втори или трет степен заштита, тоа значи дека
ги задржува оквирот, ги задржува скоро сите зрна, освен ако не се гаја со противтенковско или со нека поголемо. И за противтенковски мини мислам дека до трета 5 или 8 килограми ТНТ доколку нагази може да ги издржи поради тој V-shape и дека тие војници влегуваат, неутрализираат некоја опасност и се враќаат назад. Што е клучното повеќе земји за овие Лазар и Лора, рековте така, ако или ја спомнавте? Лазар или БОВ, борбено оклопно возило. А Лора? 1, 2, 3, не, Лора нема. Лазар имат, БОВ, Милош, Мали Милош имат. Србите имаат околу 30 сложени системи кои ги произведуваат во моментот. Збориме за возила? За возила. Произведуваат. Република Српска произведува. Тоа е застава? Застава е НТВ, друго возило 4x4 произведува. Аха. Овие се нови погони, кои се отворени нови погони и Така. веќе српската војска ги има набавено и одат за извоз за африканските земји. Една Република Српска има борбено оклопно возило. Борбено оклопно возило Деспот. Значи не разговараме за Босанската федерација, разговараме само за тој издвоен српски дел. Да, Во нив има Република Братунац, има во Братунац село во Република Српска, каде произведуваат Деспот. Деспотот е може да служи и за воени акции и за полициски акции. Тој е 4x4, има Мерцедес мотор и Алисон трансмисија. И се покажа доста добро, Саудиска Арабија се обидува или веќе има направена набавка на неколку возила од типот на Деспот. Република Српска има деминерско возило MH05 и MH17. Интересно на MH17 е дека тоа е деминерско возило, значи дека напред има подвижни ланци кои навлегуваат во земјата и доколку има тенковска мина ќе ја активираат. Меѓутоа добрата работа нова, доколку се извади тој преден дел, тоа е уствари булдожер, градежна машина. Затоа што има хидраулика, има мотор, има тоа е како се вика со 3 сантими лим, меѓутоа доколку би направиле регуларно, тие автоматски имаат производство на мала градежна машина. Што значи у дадена ситуација може да служи како војна машина, а може да си го продолжи векот како цивилна машина. Како цивилна машина. Тоа е изворедно. Значи делот сето ова кога го објаснуваме како воен хардвер, го објаснуваме само како оружје или дел од овие камиони можат додати во цивилно и да служат на некое градилиште, да носат материјали затоа што се веќе домашни и наместо да ги купуваме сите по цена 100-150 илјади евра, можеме да ја раздвижиме домашната економија. 8x8 возила имат Нора, таа е 155, имат Сора или Нора, таа е 155 мм хаубица. Тие беа порано влечени со камион, сега во моментот се поставени на камион и се полнат сами. Тоа значи дека има само тројца во тимот, еден возач, еден капетан и еден нишанџија и хаубицата од 155 мм се полни сама. Тоа значи дека може да действува и да се повлече од теренот, бидејќи при дејствување на хаубици од 155 мм се остава голема трага и многу лесно може непријателот да ја погоди доколку после дејствувањето не се повлече на друга брзо позиција. да се повлече. Да Но сево ова оружје што го збориме е, да речеме, тактичко, диверзантско, да речеме, брзо, бидејќи колку што успеам да разберам, нели, со гермелини со возење, што значи не е голема фронтовска борба или долготрајна, војникот не е потребно да биде опремен со дополнителна опрема, значи хитен ран и така натаму, не е ова за никаква светска војна. Ова е повеќе за времево што ни го бара. И само се обидувам сега, гледам изворедно го познавате ова, може уште да зборите, ја познавате, зошто ја збориме Србија како позитивен пример и ајде да плачеме зошто ние кај се утепавме, зошто ние сме олку утепани. Што е проблемот? По трет пат ве прашувам емисија. Зошто Самоков не може да работи? Зошто ние не можеме нешто слично да работиме? Не може да е... Ја не прифаќам дека Србија е толку голем гигант да може би не можеме све, ама сигурно можеме да си земеме некако сегмент. Сега па поготово кога сме у НАТО, па мислам нема никој да праша
мислам, идеална ситуација е кај нас да имаме фабрика за муниција која ќе извезува за НАТО. Или што би можеле ние од кај нас? Еве, нели имаме за композитни материјали фабрика во Прилеп. Па ако некој работи со епокси смола и со јаглеродни влакна, што на крај некако е и некој кевлар, они се први кои би можеле тие, нели, специјални, не знам, или треба да се инвестира во истражувања, а тоа не го правиме. Што е проблемот кај нас? Интересно прашање, се надевам дека ќе поминам авионите, меѓутоа да го Ќе одговорам. поминеш и на авионите? Нема проблем. Да го одговорам прашањето. Токму поради тоа спомнувам Србија и Република Српска. Обично кога ќе ги поставуваме примерите, ги поставуваме Швајцарија, Шведска, па има негодување, тие се развиени демократски земји, па имат развиена индустрија. Тоа е од Република Српска деспот возилото. Ова е деспот, еве, ја не го илустриравме, еве го деспот. Од Владо, Република Српска. го имаш? И, го имаш, добро. Обично ги споменуваме тие, па Еве им ја начинот фабрика. на производство во фабриката. Што е ово? Ова е кај Перо Лимарот вака, бе. А валда име. Да. Па Во стварно не Братура, изгледа сила ова е- некаква Затоа извадив оваа слика да се види дека не е некое и баш за тоа NASA разговарам. технолошко чудо. Обично кога ќе кажеме Швајцарија, па сите имат одговор, тоа е лазер 8x8. така. Во Швајцарија е развиена индустрија, па има развиени фабрики. Значи баш за тоа да ги споменувам Србите, тоа е деминиското возило MH17. Добро, јас се Бидејќи извинам. беа уништени, значи сите фабрики кои ги разговараме, каде што се произведува воениот хардвер, беше на повеќе наврати бомбардиран за време на 99-та година. Не ги гледај И- сликите, него И тие во такви услови започна да произведуваат. Кога тие може да произведуваат во такви услови, ние како земја членка на НАТО можеме да започнеме да произведуваме барем муниција во Самоков подитно. Објаснив дека 12-7 со зелен врв за пенетрација е $50 парче. Чекај малце. За овој ми испрати фотографија. Подолу. Овој со зеленот. Не, тие се други. Подолу е пушката, за таа пушка 12-7 со зелено зрно е $60 или $50 парче. Едно. Еве пример како може да почнеме некое производство. Добро, Во моментот е кои се правилниците за да почнеме некакво такво производство? Зошто не почнуваме такво производство? Нели сме дел од НАТО? Што е проблемот? во основа е Што? државата и власта дека не се заинтересирани или се глуви за да започнат со некое производство. Или Државата- 3-4 оние джандари удбаши што ја водат целава држава и наспроти кои не дозволуваат тоа, или што е проблемот? Најлесно е Србија увоз. ли не кочи? Не, Србија воопшто не е вмешана во ова. Ние се кочиме самите, пошто е најлесно да увезиме и да ја наплатиме провизијата наеднаш, наместо да произведуваме на подолг рок и да биде тешко да наплатиме об сопствената, затоа што тогаш ќе произведува сопствена индустрија, ќе ги задоволува сопствените потреби и нема трансакција од трета земја каде што многу лесно може да се направи провизиона трансакција. Сите сакат да добијат провизиона трансакција, веќе таа е на почеток еднаш и се завршва со сделката. Никој не размислува во оваа држава на подолг рок. Ова кое го кажувам јас е на подолг рок. Рестартирање ќе биде на подолг рок. Со самото рестартирање ќе се произведува муниција, тоа значи дека нема да ја купуваме муницијата. Затоа кај нас никој не сака да произведува автобуси, подобро му е да купи автобуси од надворот и има провизија. Затоа не сака никој болнички возила, подобро му е од надвор да ги купи, ќе земе провизија. Бидејќи ако инвестира, треба голема инвестиција на долг рок, па граѓаните повисок стандард, ако има повисока плата и малце попаметен, па помалку тешко за... Ние имаме фабрика, нели, последнава власт која дојде на власт, нели, прво што беше, отидоа во ФАС 11 октомври, ма ќе го рестартираме и еве го чекам. Исто како Пелистер, домот, хотелот, што го рестартира и така натаму. Затоа што секогаш е полесно за политичарот и оној кој е на власта да увезе. Да не отворам сега, да не те фрлам у Нашите енергетика. политичари се на ја 5 имаме минути, енергетската мапа. У овој момент можеш да видиш колку ние увезуеме струја од Бугарија и од Србија. И сега Меѓутоа на увозот имате провизија еднаш, ја наплаќате и таа се кешира одма.
Оф. А ако е производство, треба производство да оди преку река многу е потешко да или невозможно да кешираш. Ќе мора честно да се иде. Честно ќе мора да се иде. И парите ќе завршат во болници, во училишта, Точно. во научни институции и замисли катастрофа и трагедија. Македонските политичари во овие 30 години се 5 минути политичари. Тоа значи дојда моите 5 минути. Сакаш политички, еве ти 2 минути политички од мене. Збори што сака. Ја Не, ќе одиме на економија и ќе дадам предлог на подол крок. Фамилии ја контролираат целава држава. Ама знаеш зошто? Затоа што овците, тоест ние народот, знаеме, ќутиме и се правиме будали. Кога имаш ти такви овци, па зошто да не ги стрижи? Ја не ги осудувам тие. Ја стварно не ги осудувам. Има отпор некаков кон нив? Не. Thank you and fuck you, што викаат французите. Pardon my French. Вака, еве да објаснам, наместо само муниција, да објаснам малце посложен систем кој државата би требало да го земи. Во моментот се популарни беспилотните летала. Океј. Може и на слободниот пазар, без никаква голема филозофија, на слободниот пазар да набавиме електрични мотори, да направиме батерии, камери, ласер, динамит и ТНТ произведуваме во Прилеп, во фабриката во Прилеп. Значи може 64 милиметарските зоѓи да се употребат да бидат наведувани. Еден дрон би бил во воздух и би наблюдувал. Тој би имал некоја автономија, некој 3 до 5 часа или подолго. Еве нека види дека има 3 часа. Кога ќе се најде некоја мета која е потребно нейтрализирање, истиот со ласерско наведување ќе ги наведува дроновите кои се на земја. Тоа значи дека ова е сет од дронови. Еден во воздух, 5 вооружени на земја. При активирање на дугмето, горниот дрон со ласер ги наведува вооружените дронови додат кон целта за која е потребно нейтрализирање. Државата може да го осмисли овој проект и да го подели. Што имаме тука? Имаме потреба од електричен мотор, која може да го работи некоја приватна компанија, имаме потреба од батерии, која може да ги работи некоја приватна компанија, начин на пакување, начин на discharge, charge на батериите, квалитет на истите. Некоја компанија, имаме сјајни IT момци и девојки во IT секторот, комуникација, специјална комуникација за да не може да има джеминг на комуникација, за да не може непријателот да ни го превземи дронот, па не ни грати вооружените дронови назад. На крајот на краиштата дел од таа технологија, ноу-хау може и НАТО да ни го даде ако сме нивни членки. Дополнително и НАТО. Доколку би имале ваков систем, или во Куманово, или во Рачиново, можевме многу полесно да го нейтрализираме непријателот или опасност. Затоа што цело време ја наблюдуваме, тоа значи дека непријателот поќе не може да се движи слободно, затоа што секое движење ќе биде забележано. Тој дрон автоматски секако нема да има само обична камера, ќе има и термокамера, ќе има и ноќна камера, ќе има и ваква камера, ќе ги има сите модерни системи кои, повторувам, не мора да ги измислуваме. Можеме да ги купиме на слободниот пазар. Само треба да ги инкорпорираме во еден производ. Производот ќе го произведува Самоков. Рековте дека во Прилеп имаме компанија која работи за НАСА, делови за НАСА, значи може да изработиме еден дрон. Да купиме некој софтвер за аеродизајн, да го дизајнираме и да го направиме, значи разговараме за некоја 5-10 килограми беспилотно летало. Разговараме за two-way комуникација, која повторив дека имаме момци во IT секторот кои може да го направат. Ќе направиме сигурносен канал за префрлување на каналите доколку има джеминг. И со тоа, доколку би имале потреба да неутрализираме некоја опасност, таа опасност ќе биде во страшен притисок, затоа што ако некој знае дека е цело време мониториран, тој нема да може слободно да се движи, да добие екстра муниција, да се движи на друго место, да пребега на друго место, затоа што секој пребег дронот ќе го сними. Дронот не го боли глава, дронот не заборава, него цело време ја контролира ситуацијата. На сликата на видеото е словенска компанија која купи костур на авионот од слободниот пазар, значи во Соединетите американски држави или по Европа има костури. Добро. За авион. И на него може да се инсталира било каков мотор. Словенците испланирале према тежината да постават електромотор. Добро. Го направиле добро, во моментот имаат нарачка од 52 авиони од америчката армија за наблюдување на јужната граница. Тоа значи дека било каков производ да направиме,
Можеби нема да оди во илјадници, меѓутоа да оди и во 50 или во 100 примероци да извезиме за Соединетите американски држави, за држава како нашата со буџет од едва 11,5 милиарди, тоа се приходи. Ете, Особено што ќе развижуваме домашната економија. Што ти значи Словенка кога имаш за прва дама? Во Битола има составено исто така сличен авион, само поставија обичен мотор со клипен мотор, некои 80 на коњи. Има некои карактеристики, не баш поволни затоа што Битола е доста висока, меѓутоа сакав да кажам дека и во Македонија имаме можност, меѓутоа треба државата да даде иницијатива, да ги помини сигурносните сертификати, да ги распредели потребите, повторувам. Тоа значи дека компанијата која ќе работи електромотори или која ќе работи батерии, таа не работи воен хардвер, таа работи само сегмент. Државата го инкорпорира тој проект и го купува. На слободниот пазар во моментот има огромна потреба од било какви беспилотни летала. Има и производство, ќе речете. Да, има и производство, меѓутоа американците произведуваат Global Hawk, значи дрон кој лета 24 сата, произведуваат големи масивни дронови, произведуваат дронови кои се вооружени. Но им треба ваков сегмент. Помалиот сегмент да го фатиме, да одиме со помалиот сегмент и да кешираме околу помалиот сегмент. Зашто тоа би било поисплатливо од што да инвестираме во органска храна? Зашто сметаш дека ова е економски исплатлив проект кој ќе носи повеќе профит на годишно од што би идело нешто друго? Еве, Македонија е позната по органска храна. Еве да ти кажам дека една диња медена роса на токискиот пазар не е помалку од $100 една диња. А кај нас капуваат. Така, секој Така сегмент, не секој се паќа сегмент е, така, но ве разбирам. Што ви е математиката? Математиката вика вака, Соединетите американски држави трошат 732 милиарди долари годишно или 3,4% од БДП. Кина троши 261 милиарда или 1,9% од БДП. Индија троши 71. Зашто? За воен хардвер. На годишно ниво. Не е ова воениот буџет, не збориме за воен буџет. Воен буџет е, али дел од тој буџет оди на воен хардвер сад. Не се сите 732 милиарди за воен хардвер директно, меѓутоа голем дел од пари одат на воен хардвер или извозот на Соединетите американски држави на годишно ниво се цени во огромен многу милиарди. Значи дека воениот хардвер е потреба на некоја земја се заштити. Воениот хардвер е потреба на некоја земја кога се наоѓа под притисок или под некоја опасност. Воениот хардвер е кога има раздвижување, било какво раздвижување политичко, земјите набавуваат воен хардвер. Значи воениот хардвер е секоја годишно набавка и дополнително дека секоја година излегуваат нови системи, старите системи постануваат или има потреба за нивна надградба, која исто кошта пари. Значи дека Југоимпорт од Србија го презеде сервисирањето на сите М84 или стари тенкови кои биле продадени по Либија, по Ирак, по Јужна Африка, по сите афрички земји. Надградба за еден степен кошта чини помеѓу 7 или 14 милиони евра. Ако одиме на некој пософистицирана надградба, па да имаме плочки, разговараме можеби за 30 милиони надградба на еден тенк. А тие тенкови Југославија ги продаваше со големи бројки. Значи дека некои се уништени во Ирак, во ирачката војна, меѓутоа има огромен број од тие возила кои се со потреба да бидат апгрейдувани. Ние не мора да одиме дека цел апгрейд ќе го направиме. Тие се сложени системи, можеби дел од тие системи ги немаме. Меѓутоа да одиме само на плочки. Плочките се надворешни. Која аналогија можеме овде да ја земеме? Ова е како во текстилната индустрија кога добиваат една фабрика има нарачки сечи ова, другата фабрика ги спојува. Мислам во текстилната индустрија обично така, вака колку ја бев малку поинформиран, нели кога добиваа нарачки, добиваа затоа што е поевтино и така работат. Ти само сегментот на сечење на формите, друга фабрика ќе ги шие и сето тоа крајниот производ. Сметате дека ние така во еден ланец на производство не целиот, туку сегменти може да може да почнеме со сегменти. Како влегуваме, како го совршуваме начинот на производство, ние можеме да одиме на повеќе системи, меѓутоа на почеток да фатиме само сегмент. Еве да фатиме сегмент на производство на униформа. Последните униформи кои беа набавени за нашата армија беа стигнаа од Србија.
Значи дека имавме фабрика ние која произведуваше за поранешната југа и произведуваше за извоз, наместо да биде рестартирана нашата фабрика и да произведе униформи во нашата фабрика, нашите униформи стигнаа од соседна Србија. Која фабрика произведуваше? Тетекс Тетово произведуваше униформи. Дали Куманово знаете произведуваше дека чеври, низ Битола се произведуваа кебиња и други работи. Тито ја воздигна и Тито ја упропасти. Пред неколку месеци, па да, ја имам веста дека Тетекс ја знам. згасна. Тетекс згасна. Значи гигант згасна. Од кој Тито ги продаде акциите неколку недели пред Така. официјалното згаснување, доколку се случило тоа во Соединетите американски држави, тој би затвршил затвор поради инсайт информации, трейдинг на инсайт информации, дека добил информација од него дека ќе се случи нешто, се ослободил од акциите. Кај нас е тоа Кај легитимно. нас е тоа легитимно, претпоставувам. Да. Да. И имаме неверојатно. Добро, во ред, окей. Не треба да одиме подалеку, значи некој од фабриките која сакаме да рестартира може да дојде во Соединетите американски држави, да ги види на пример полициските униформи и потреби на американската полиција и армиските униформи и потреби на американската армија. За почеток да набави материјал или штоф од самата Америка и да кажи по ваши нацрти бурда ќе ви сошијам тоа што го правите, ќе наплатам прво за шиење. Со текот на времето може да ги правиме Ние збориме- штофовите. За почеток треба да почнеме и од најмало, од најниско. Ние веќе 30 години сме независна држава, доколку во тие 30 години сме почнале од почеток, до сега можевме да стигнеме да произведуваме штофови кои чинат илјадници долари по метро. Затоа што униформите или полициските униформи имаат специјални конци со кевлер, со различни материјали и тие чинат пари. Значи една униформа на америчката војска може да чини и до 1500 долари. Тука разговараме за можност за профит. А не сме ние држава од 5 дена па да кажеме дека сега, значи, било кој нешто да започнал некоја иницијатива во овие 30 години, до сега би стигнале до производство на целосна униформа. Во моментот во Лас Вегас има, не сум ни јас сигурен какви материјали, значи панцирот е подвижен и запира 50 калибар. И тој би чинал 2 до 3.000 долари до 5.000 долари. Чекај бе, 50 калибар, Да. па тоа се противавионските топови противавионски, на бродовите во Втората светска војна со кои ги рушеа американците 000. Така. И Камиказите. самиот материјал е подвижен, значи не е кевлерск, плоча кевлерска. Од тие поранешните Беа крути. уствари плоча се става сега плоча може напред, се вака става, наелегантно тој се да се- движи и има видео каде што се пука 12.7 калибар од силината на ударот. Модрици Натре ќе ти има, излезат. натре има цигла и дрво. И ciglата и бетонската цигла и се е уништено, тоа значи дека при таков удар сите коски би биле искршени, меѓутоа самиот панцир го ја задржува пенетрацијата на зрното. Значи дека го абсорбира ударот и не дозволува зрното да пенетрира. Разговараме за неколку илјади долари по еден. Америчката војска има јадници војници. Кој би направила таква нарачка од нас, ние разговараме за милиарди. А нашиот БДП е 11,5 милиарди. Значи, ама што со те дека тоа тука треба да се произведува заради цените. Кои се еве да речеме, платите се овдека ниски, што значи крајниот производ би бил атрактивен на пазарот, нели? Од друга страна, што е потребно, еве на пример спомнавте муниција, спомнавте тие мотори. Тој репроматеријал или тој материјал колку и од каде ние можеме да го набавиме, па да економската логика, знам дека добро ги разбирате и овие работи, па објаснете ми малце. Дали математички стварно се исплати? Верувате ова дека сериозно добро се исплати и дека за неколку години може да се исплати една инвестиција? Претпоставувам дека пак треба неколку милиони долари да се инвестира во еден било каков ваков проект или погон кој би произведувал било што, дали муниција, дали униформи, дали било што. Со самиот влез во НАТО ние прво имаме обврска 2% од нашиот бруто домашен производ да го трошиме не за НАТО, него за собствената армија. Тоа значи дека ако имаме 11,5 милиарди, некои 200 и нешто милиони треба да ги трошиме за собствената армија. Дел од тие пари или половина би биле за плати, за војници, за друга работа, меѓутоа сепак дел од тие би биле за развивање на војниот хардвер потребен за нашата војска. Доколку би започнале со било каков процес, значи муниција секако е потребна.
Тука нема некоја голема објаснување. Муниција е потребна за секоја војска. Секоја војска треба да тренира. Дали ќе види 762 пута 39 зрното потребно за нашите или промената на 556 и 762 и 556 ни треба за тренирање. Секој ден војник без разлика каде се наоѓа, секој ден полицаец мора да тренира. Не може да имаме ние полицаец без да има тренинг, без да испука 9 мм, не знам, 100, 150, 200 или на 6 месеци. Не сум сигурен како одат формациските и како одат полициските потреби, него секој полицаец мора да тренира и да има муниција. Значи дека само нашата армија има потреба за муниција. Плюс за извоз. Нашата армија има потреба од униформи. Доколку почнеме да произведуваме униформи, по тој стандард делот и униформи со текот на времето можеме да ги извезуваме. Арно, ама, рековте, господин Ивановски, дека за политичарот нема провизија ако е производство домашно. Ако е увоз, машала. Да, го повторувам и дел од сите проблеми и кочници во нашата држава се дека најлесно да има увоз од негде. Значи, ние во моментот увезваме GLVT, тие се наследниците на Хамерот, Joint Light Tactical Vehicle, GLTV. Тоа е замената на Хамерот. Арно не е LGBT, добро. Тоа е замената на Хамерот и тие се производство на Ош-Кош. И повторувам, Србија поранешните погони на Застава, на камионите Застава, ги пренамени во борбено возило 4x4. Дали има слични карактеристики или исти карактеристики, не сум сигурен, можеби сигурно дека GLTV е подобро. Меѓутоа, сепак ова возило, српското возило, произведено кај нив, српски работници земаат плата од тоа, моторите се прилика исти, можеби америчките имат некои екстра додатоци, меѓутоа, во основа возилото и српското возило ќе извршува основната функција да движи 4 или 6 војници во пограничните терени од едно место до друго. Ние купуваме. Во основа може да почнеме со производство. Партнерско производство, пак ќе купиме мотор и менувач од Соединетите американски држави, за почеток и пневматици и диференцијали, макар што во Скопје произведувавме диференцијали за тенкови, произведувавме куполи за МЗТ? МЗТ. Па ако не знаеме, ако младите не знаат, ќе ги побараме пензионерите од домот за почеток и ќе побараме да дојдат да ни помогнат да започнеме да произведувавме во 60 или во 70 година. Ниф им се плаче што никој не наследи ништо од таа работа. Ама има еден проблем. Вие, нели, сте живееле во Америка, живеете се уште, добро го познавате и пазарот, и јазикот. Наш бизнисмен допреде јане и веќе почнува, веќе тука се губи. Значи, македонски просечен бизнисмен е претежно човек кој не познава јазик, освен српско-хрватски, човек кој не знае технологија, човек кој е дај нешто ситно да вложиме и огромни пари да заработиме, иако нели во капитализмот вика вложиш за 5 години ако ги вратиш парите, тоа е голем успех. За 3 супер е успехот. Ние бараме веднаш да има, а веднаш сваќаат дека најпрофитабилно е да работиш со државата за државата и да увезуваш и да си добиваш легитимна и легална провизија која никој не може. Идеш у фабрика, у некоја Кина и им викаш мене ми требаат вашите нишани. Нема проблем. Колку 100.000? Нема проблем. Колку 100.000 долари? 80 ќе ти ги дадеме, 20 за тебе, да си жив и здрав, што дојде кај нас да купиш части куќа. И тоа е многу јасно, многу просто. Одвратно ми е колку е приземно се во ова. Но ова се технологии и ова е просто едноставно. Кој може вакво нешто да ни иницира, да ни дојде памет? Мислам, го имаме НАТО. Гледаме и претходно ВМРО. Овие па уште помалку, значи едните и другите. Бевме блиску во НАТО и кога беа ВМРО на власт и кога овие уште поблиску, ама никому ништо вакво нешто да спомне. Не, вика, ние сме сега дел од НАТО и ќе добиваме помош, живи среќни, грците ќе ни го чувале небото. Чекај, што прават земјите од НАТО? Седат, дремат и некој ги чува или искористуваат бизнес opportunity. Они вика, како беше главната флоскула, дека затоа што сме во НАТО ќе нагрнат компании да инвестираат во нас. Во суштина чекаат на граница. Чекаат на граница, вака. Само да се заврши потпишувањето и дека влегуваат потпишувањето завршено втора година. И што би рекле, и никој не е ни влезен. Кинезите naked balls од целата работа, ништо не се случи.
А во суштина, они не гледаат и се крстат, па зошто не почнете? Имате сите услови. Нели како земја членка на НАТО, Потполно се согласувам дека парите нема да стигнат. НАТО нема да ни пушти пари. НАТО не е организација. НАТО е North American Treaty Organization. Значи, таа е организација за која ги се штити меѓу себе. Не е економска организација која ќе ни испрати пари. но Значи, ние можеме да го заработиме. искористиме- Ние можеме да го искористиме моментот дека сме земја членка на НАТО, ние сме малечка и да ги фатиме овие микросегменти. Сите системи кои ги објаснував не се advanced. Ако одиме на advanced, може малце погоре да на advanced од Србија и да одиме на advanced за сериозни системи во светски размери кои се случуваат. Сакаш пауза да направиме, па идеме со сериозните? проблем. Ајде, ќе направиме кратка пауза, па веднаш потоа ќе продолжиме со разговорот за најразвиените системи или она што веќе очекувам да идеме до Вселената, барем малку да начнеме и од таа тема. Сигурно. Почитувани гледачи, со Зоран Ивановски разговараме за воена технологија. Човекот прилично добро ја познава оваа работа и лично и професионално. Разговаравме за муницијата, разговаравме за возила. Дадовте многу примери од Србија, која добро, реално Србија стварно во светски рамки навистина направи одскок или го давате повеќе вака да не здоболи нас малце памет да ни дојде или стварно Србија во светски рамки е некој значаен фактор во овој сегмент? На почетокот емисијата ги објаснив по ниските проекти, значи не објаснив за сложени системи. Србија веќе влезена со сложени системи. Србија има хеликоптер, беспилотен хеликоптер Страшлен, кој е веќе во некоја средна сложеност, и има веќе неколку авиони од кои Галебот оди на Галеб Г4 и Г5, ако стигнат да добијат дозвола за продажба со израелска компанија за тренажен авион на Соединетите американски држави, кога САД направи набавка од 200 до 300 тренажни авиони, разговараме за сериозни милиарди долари. Сега стигнуваме на вистинските сложени системи. Македонија не е способна да прави такви системи, меѓутоа да ги нафрлиме и повторно да објасниме дека не треба да го размислуваме авионот како еден производ, него ние да најдеме само дел од тој сегмент. Затоа што во самиот авион има многу системи. Кој негде у близина произведува такво нешто, па би можеле ние да влеземе во тој систем? Србија произведува веќе Значи со србите би требало да се Не, договориме. ние ќе си одиме самостојно. Нема потреба никако да влегуваме, меѓутоа да влезиме само со еден систем. Ајде да почнеме да ги објаснуваме веќе сложените системи. После Виетнамската војна, сите големи сили увиделе дека иднината е во авиоиндустријата. Израел го докажа тоа во 6-дневната војна и во Јом Кипур војната, особено во 6-дневната војна, каде што Израел беше опколен со 4 земји, соодносот беше 4:1 или 3:1. 60 и која година? 66-67, да. Така. Тогаш требаше да биде елиминирана израелската Уништена држава. израелската држава. Така? И односот беше неповолен према Израел 3:1 или 4:1 на сите основи. И на основи на авиони, и на основи на тенкови, и на основа на жива воена сила, и на основа на други парчиња на воена амуниција, хаубици, 62, 120, 155 мм, било какво оружје. Што се случи? Израел се обиде да ја блокира антената на америчката амбасада, да го излажи целиот свет дека нивните пилоти се како на одмор и дека не се во состојба да делуваат за толку брзо време. Војната веќе почнува да се подготвува. Египет испраќа тенковски трупи, тоа значи дека официјално не било испукано првиот куршум, меѓутоа сите непријателски земји кон Израел веќе придвижуваат борбена техника, со други зборови, НОК 5 до 12 од почеток на воени акции. Израел го лажи цел свет, го лажи Египет, дека не е во способност да ги крени своите авиони за 2 часа. Израел ги крева. Ја блокирале, дури мостот ја блокира антената на америчката амбасада да и американците добијат погрешна
слика дека не се во способност, дека нивните пилоти се не знам на некоја забава. Во првите 2 часа уништуваат третина од египетските мигови 21, најсовршени за тоа време. Предходно успеале да донесат deflected МиГ-21 од Ирак со некој си израелски војник. Dogfight во воздух? Не, на земја ги А на уништуваат. земја ги уништуваат. Третина од египетските авиони ги уништуваат во земја. Каде? На Синај? На Синај и према Каиро, на земја. До Каиро отидоа. До Каиро така? отидоа. Уништуваат скоро третина на земја и повеќе и веќе Јордан крева авиони и со Јордан се во dogfight. Јорданските авиони ги ресеткуваат 50 до 60% во dogfight ги соборуваат, губат околу 17 авиони во првиот налет. И са во вториот ден од војната, од 6-дневната војна, ситуацијата комплетно се променува. Израел има повеќе авиони и возможност за крени авиони. И со тоа да ги уништи тенковските единици на сите 3 или 4 земји кои се обиделе да го уништат. Во тој момент Израел требало да биде уништен према силата и према земјите и према поставката на се кое требало. Израел требало буквално да не постои повеќе на земјината топка. Значи, целиот пресврт го прават со авиација. Со авиацијата. И потоа наредните 6 дена само действуваат и со пешадиски сили, меѓутоа со поддршка на 3 фронта. На 3 фронта. На 3 фронта и ги пробиваат сите 3 фронта и ги тераат египетските војници без преседан во војната. во историјата. Во историјата. Исто тогаш да ги запознаеме гледачите за нивниот постојан и ден-денеска конфликт што го имаат со Иран, они никогаш не се сложија да дозволат производство на нуклеарна бомба во Иран, затоа што Иран рече кога ќе има, прво ќе ја фрли врз Израел. Тоа се смртни непријатели. И кога беа веќе негде блиску крај на 70-тите во Иран да ја создадат атомската бомба, 16-ките без муниција со екстра гориво, само со по една бомба беа испратени и вон сите можности, дури американците не беа во состојба да сватат дека нивниот авион кој беше надграден има таков домет. Израелците испратија ескадрила авиони, го уништија реакторот и се вратија назад без да изгубат ни еден авион и при тоа прелетувајќи преку 3 непријателски земји кои во секој момент сакале да ги уништат. Значи, секој авион, дури и во 70-тите години, строго се наблюдува. Како не се вклучи ниту еден противвоздушен систем? Пушти ме сега ја малце чалам, да ти кажам нешто што знам. Значи, израелците полетуваат со тие авиони, со дополнителни горива, во крилата, ставаат со што е помалку со по една бомба, но точно прецизно знаат. Но, бидејќи еден авион, една бомба не може да заврши работа, мора да летаа цела ескадрила. Цела ескадрила на радар кој ќе ја видиш, нема противвоздушен систем кој нема да се активира, а летаа преку непријателски земји. Да. Како? Се пријавија како патнички авион. Летаа, значи со часови летаа крило до крило. На многу ниска висина. Не. Летаа на патека за патнички авиони и се пријавија дека се, карикирам, Боинг 747, тој лет од таму за таму, дека е тоа патнички лет. И си идеа и си ги праќаа сите сигнали. Но, нерв да леташ, крило до крило, за да сигналот дава не 6 авиона, туку еден голем. И никој не се посомневал во тој момент дека навистина. Значи ги прелажаа сите системи за наблюдување и цивилни. Не знам, сигурно има после тоа нови протоколи за да не се случи, бидејќи такво нешто никој во историјата на авиацијата нема направено. Може би поголем подвиг имале само британците во Battle of Britain, финалните неколку дена кога ја бранат со авиација V1, V2, против V1, V1 и бомбардерите кога им тргат. Значи, ова што го покажа и што го направија Израел, иницираше големо барање за технолошка надградба и на авионите, и на системите за наблюдување, и на сателитските системи. Ова веќе никој не ќе може да го повтори. Ама они го направи и ова е гениалност ова е уметност на војувањето. Стигнаа до таму, го бомбардираа
ја бомбардира централата Ја неутрализира опасност. Да, ја неутрализира опасноста и го уназадија Иран повторно на почеток за производство на нуклеарна бомба и ден денеска не може да ја произведе. Ова се фактите на страна на бивање. Пред 6-дневната војна, тие се обиделе да нарачаат миражи од Франција, меѓутоа Франција одговара со не. И во тие моменти тие се клани во многу тешка ситуација, без миражите се свесни дека ќе бидат изгазени, пошто знаеле во кој правец се движи, и Мосад ги презема блупринтите за миражите и од Франција, чи си одбрани државата, и на база на тие блупринти имат произведено нивни израелски авион, Кефир, кој се наоѓа во Њујорк го има на носачот на авиони. Значи произведен нивни и со тој авион тие успеале да си одбранат државата во моменти кога, повторувам, сите околни земји сакале да ги уништат. Преткритницата на војувањето се случила некаде во Микали во Кореја, меѓутоа со Израел веќе се докажало дека иднината на војувањето оди во авионите и авионите се веќе сложени системи и од тогаш големите земји вложуваат во авиација, сериозни суми во авиација и во ICBM ракети и во траец. Значи имаме 9 земји кои имаат нуклеарно вооружување, Израел едно без разлика дека не е признаено, меѓутоа Израел разви нуклеарно оружје заедно со Јужноафриканската република и ги има во поседување, ако не е признаено. 3 земји има трајац, Соединетите американски држави, Русија и Кина. Трајац значи дека можат да испорачаат нуклеарно оружје, нуклеарна бомба со авион преку подморница или со интерконтинентална балистичка ракета. Тоа се ICBM ракети кои летат подолго од 5500 км до 12, 13 или 15 км. И некои 3 земји меѓу кои Израел може да испорачаат без трајац, во основа со преку подморница да испорачаат нуклеарно оружје на непријателска територија. Меѓутоа, авионите се системи во кои се вложуваат најголеми пари. Тоа значи дека во моментот имаме авиони, руски авиони кои имаат совршена авионикс, четврта генерација 4++. Гледаме дека Русија се труди заедно, прво со Индија влезе во Сухој 57, беа 65-35%, Индија се откажа од Сухојот, Русија го презема целото производство, има произведено 2 пробни и 10 тест, има порачено 78, поради состојбата со нафтата или со нивната економија не можат да направат acquisition на сите 5-та генерација, меѓутоа во Соединетите американски држави, во Кина веќе има 5-та генерација, Америка веќе влегува во 6-та генерација, има 2 авиони од 6-та генерација. Што е разликата помеѓу 5-та и 6-та? Кај 5-та генерација се F-22 и F-35. Во моментот кога произведува F-22, американската војска Пентагон даде можност 2 компании да се борат за да се одбери најдобар производ и тоа се беа можност да се произведат F-22 и F-23. F-23 остана на земја, се произведе F-22. F-22 е невидлив, има неколку сантиметри видливост на радарите. Значи дека е невидлив, не е целосно невидлив, меѓутоа има многу мала одраз на самиот радар. Радарите се повеќе, знаете дека има повеќе радари. Невидливиот што го срушија србите. Не, тоа е F-117. Тоа е F-117. F-117 кај него се 2 предпоставки. Да не забегуваме, немаме многу време. Едната предпоставка дека влегол во облак, другата предпоставка дека е било надграден системот и на некоја 40 кГц успел да фати. Се случи го со Борија, да. F-35 се смета за едно од најголемите промашувања во историјата на американското воздухопловство. Милиарди тешки се фрлија, но авионот се уште покажува мани. Затоа што инсистираа да има и вертикално искачување. Да, изворедно изгледа, но тестовите се поразителни и се поразителни. Зборам извори читам, строго американски, патриотски извори, зборам, па дури и канадски и од компанијата на сопругата на собственикот на Apple, така што на Стив Џобс, така што можам да заклучам дека иако се лидери во светот во авиониката, нема мислам не би дека се соглас. Збориме буџетот за авиоиндустријата. Да.
Тука се на согласам. Америка е поголема од што севкупната на целата останата планета. Сите заедно воени буџети да ги собереш. 12 наредни земји, Соединените американски држави имаат поголем воен буџет. Така. Во секој случај. Што се однесува до воена воздушна надмоќ, во моментот они можат со 12 земји да војуваат и да ги надбројат во воздушна битка, да имаат повеќе авиони. Значи, збориме тактички, збориме интерсептори, збориме наблюдувачки, едноставно бројот. Значи, ја не зборам дека Русот извадил многу прогресивен Сухој Су-32, 35 и така натаму. 57, 27-ките, 34-ките но колку ги има на број? Да, бројот е помал. Така, Бројот е помал. значи, мал број, можеш ти да имаш голема... Ќе ве дополнам. повели. Америчката US Air Force е авиација број 1, Navy авиација број 2. Толку е примерот кој сакам да го кажам. Значи, америчките воздухопловни сили се број 1 по број на авиони. Америчката Navy, која е дел од америчката војска, е втора по број, па тек после одиме 3, 4 или 5 или Русија, некои други. Кина, така и некои така земји, Кина па Русија па некои земји. Мислам, тоа Така треба да се знае. Никој не спори за навистина. Прво, Циолковски, рускиот научник, е првиот човек кој го произведе хеликоптерот. Циолковски. Потоа, овие сите што ги знаеме, Илјушин и така натаму, се од Втората светска војна, кои беа подобри од Спитфаер и од сите тие други кои Не на беше штуките. согласен, Спитфаерот и Прилично штуките добар, се... Многу тие јаки се, авиони. Да, Спитфаерот и, како се вика, и америчките на крајот се едни од најдобрите клипни... Овој на Пацификот што им беше американскиот? Таа е Кет, тој е, Cat. како се вика... Не, Добро. Збориме за првите бомбардери за Мустагот, за Мустагот. BP-7 се извинувам. BP-7 За Мустагот. Мустагот BP-7 веќе е стигнал до совршенство и тој е веќе последното совршенство на клипните мотори. Елисните Да, на мотори. елисните мотори. Добро. И сега во овие системи, ете, преку овие неколку примери, што очигледно ете и ја нешто сум бил писмен, ни објаснивте колку е значајно во современото војување, воената авиација, теледиригирането, се повеќе, дури се иде сега и голема расправа, дали воопшто и пилоти да се користат. Шестата генерација, делот од одговорот на шестата генерација е Повели. беспилотно, затоа што човекот не може да издржи маневра повеќе од Неколку 8 8 G нека биде, али 9G во неколку секунди. Од другата страна, вектор трастерите, на F-22 има вектор трастери само по една оска. Русите веќе имаат вектор трастери посителски. Значи дека со добра авионикс како што имаат русите, се може да стигне ситуација каде имаме 14-15 G. Тоа човекот не може да го издржи повеќе. Дури и со анти-G оддела, со сите тие приправи, со сите тренинзи, со сите едноставно човекот и човековиот мозок не може да го издржат тоа. Што значи тоа во движење во кинетиката на еден авион кога имаш сестрано движење? Тоа сакаш буквално да ми кажеш дека може да се отстрани улево и десно во дадена секунда, а не да сврти? Вектор трастерите се уствари, самиот авион се движи како што се движи. Добро. Вектор трастерите дека самиот мотор, потисокот на моторот може да се задвижи дополнително. Како И што тоа на значи дека F-35. F-35 е само во една оска. Значи само горе и долу може. Кај Така. руските веќе има по 360 оска, значи буквално може да се млазникот да се движи во било која страна. И со во момент на маневар тој може да изманеврира остар маневар со 15G, каде што мозокот на човекот едноставно нема да го издржи тоа. Така да Па кој го прави тогаш? Како е? окотник, имат русите Сухој имат окотник. Америка веќе влегува во шеста генерација, тие се беспилотни Авиони, кои ќе можат да прават најневозможни маневри во догфајт или во одбегнување на противвоздушни системи, да речеме. Мислам дека само ќе биде одбегнување на противвоздушни системи. Значи, шестата генерација на авиони покрај Advance, покрај на авионикс и сите работи, ќе бидат вмрежени повторно. Тоа значи дека прво ќе одат дроновите ќе ги натераат SEM системите да дадат сигнал, а ваксите или сателитите ќе ги снимат позициите на радарите, затоа што радарот едниот радар мора цело време да работи, значи сигналниот радар мора да работи. Ајде target acquisition или detection and search и targeting радар ќе се уклучи во последната секунда, ама еден радар мора цело време да работи. Тоа значи дека прво ќе испратат дронови, беспилотни помали летала, помалите летала ќе ги направат SEM системите, радарите да се запалат.
преку аваксите ќе ги снимат и тука влегуваат после шестата генерација на авиони. Значи, новиот начин на војување е мрежен начин на војување. Многу интересно Значи ова. дека еден Што снима, викаш, новиот систем за противвоздушна одбрана кој го зема и Турција од Русија е F-400. F-400. S-400. Така. Новиот е С-500, Прометејот е, мислам, по неофицијални извори ставен на одбрана на Москва. По неофицијални извори, значи Така. С-500 понов систем, кој веќе може да действува и против ниски сателити, сакавте да стигнете до орбита, значи може да действува ниски сателити, да действува некаде околу 400 до 500 километри, според некои неофицијални извори 700 километри. Но колку можете системиве еве сега да бидат ефикасни ако во една офанзива еве пуштите дронови кои можете да ги жртвувате бидејќи се беспилотни летала, а сепак може тако што ќе процени воената тактика? Ако реагираш ќе се покажат и ќе се детектираат, така што ќе може од 100-200 километри да се испратат, не знам, авакси кои ќе ги неутрализираат, а не можеш па ни да не реагираш и да ги пуштиш кои можат и офанзивно да делуваат. Затоа и одбраната е мрежена, и руската одбрана е мрежена. Значи С-400, првите системи биле С-2, С-25, С-75, С-125 Нева кој беше во Југославија, потоа одиме С-200, Поздрав С-300, до колегите од С-350 има сега. С-400 веќе стигна и до Турција и до неколку други земји. Во моментот имаме С-500. С-500 е веќе мрежен систем. Вмрежен е прво со панцир. Значи панцир е онај КАМАЗ камион 8x8 на кој има 30 мм топ, има неколку ракети. Значи прво действува КАМАЗот. Панцирот действува на некои 5 до 10 километри. Понатаму му е куп. Бук 1, Бук 2, последно е Бук 3. Значи Букот е до средна далечина и е С-400. Во самиот С-400 има три типа на ракети. Едните се до 90, има едни ракети до 400 и нешто километри, 350 километри можност за дејство. Така да самиот компјутер од било кој радар влегуваат сите информации влегуваат во еден централен процесор и тој решава од кој воен хардвер ќе делува. Тоа значи дека ако има дрон со тежина од 10 километри, може да се делува и со панцирот. Панцирот беше испратен во Сирија, меѓутоа израелците успеа при две акции да неутрализираат и уништат два панцири, С-1, кои се рачуна дека се смета дека е од посовршените за краток дострел. Србија го доби пред неколку месеци исто. Имаше заедничка вежба помеѓу српската и руската армија. Стигна С-300 и стигна панцир. Панцир остана по некои информации дека и радарите од С-300 се останати, дека дел од некоја батерија се останати, не сум сигурен, овие се неофицијални информации. Меѓутоа панцирот е сигурно останат пошто е покажано неколку вежби на српската армија, тоа че дека е собственост на српската армија. Уште рековте дека С-500 најверојатно неофицијално Прометеј ја чува Москва. Дали е точно дека во крајна ситуација Москва се чува со еден бран на атомски мртва рака се вика системот. Така. Тоа е мртва рака. Пушта, тоа е далеку сепак од Москва, но тоа е крајно оружје во последна надеж, кога веќе летаат ракети и бомбардери идат и не може да се одбегне нуклеарното бомбардирање на Москва, се прави завеса околу Москва на не знам колку стотици километри. Се детонираат нуклеарни да речеме на 20-30 километри и така натаму, и тука веќе ништо не може да прелета. Дали е ова точно? Сум ги читал, не сум... така, сигурно, да, добро. Не сум сигурен, меѓутоа, да, С-400 и С-500 носат нуклеарен набој, тоа значи дека ово не може да има регуларно дејство surface to air missile to the enemy. Нема да биде експлозија, туку која ќе гаѓа... Да, на поширока територија, атомската бомба 5 килотони, 10 килотони ќе се активира во ниска орбита, едноставно ќе уништи 30, 40, 50 километри се што се движи во тоја област. Или уште повеќе атомската бомба која се детонира на уште поголема територија ги оневозможува сите електрични системи. Електрооптички системи. Чисто да го разјасниме. Зошто ги збориме овие работи? Мртва рака е системот на Русија во кој по некои кажувања доколку рускиот председател не се јави на компјутерот, поставен негде во централна Русија под планините на одредено време, тој почнува самостално да ги спалува ICBM ракетите према целта која била претходно зададена.
Се надеваме дека тоа никогаш нема да се случи, меѓутоа ги спомнуваме како воен хардвер кој го имаат, рековме, повторивме, 9 земји го имаат тој, меѓу кои е Израел, значи официјално се 8 земји и една е Израел. Но овие се секогаш многу тешки за индустријата воопшто. Ова е за одбрана на земјата или за евентуално за офанзивна. Америка, например, има силно офанзивно, ни уште толку дефанзивно оружје. Она на два фронта огромни средства троши. Русите исклучиво вложија многу во дефанзивни и затоа можеби руската војна индустрија е и толку јака. Они развија тие противвоздушни системи кои треба и балистички ракети да срушат и така натаму, да остранат не само од Америка, ако е нели заради онаа поларизираност, но можеби Северна Кореја, можеби Индија и трети земји и така натаму и така натаму. Сепак они идеа и на тој систем со подморниците кои се најголемите подморници Тајфун, 70.000 метрички тони се, многу блиску до америчките носачи на авиони. Впрочем се со иста тежина како генерал Кузнецов, тој е единствениот носач на авиони кој не е поќе оперативен на Русија. Отприлика иста тежина како рускиот носач на авиони Кузнецов. И тие можат да тие се дел од триадите, значи ги повторувам, триадите се систем за деливери на нуклеарно оружје код непријателот. Едниот систем се ICBM, интерконтинентални балистички ракети, вториот систем се подморници и третиот систем се авиони. Русите се обидаа да го рестартираат Туполјев 160 Swan. Тоа е бомбардер, тежок бомбардер. Соединетите американски држави од триадите ги имаат БПС-2 кој има нови мотори, тоа е стар авион со нови мотори. Б1 Lancer кој ја прелета Македонија, два од тие прелета Македонија, и Б2 кој е невидливиот авион. Инаку Б2 е тоа е со чудните триаголникот големиот. Тој има веќе нова генерација од Б27. Тој е надграден и исто така надграден, исто како SR-77 кој е надграден SR-72 Aurora, кој го гледаме на сликата. Ова е црната птица, ова е SR-77. Најубавиот авион било когаш направен. Интересна можеби информација за гледачите. Правен е некаде во 60-тите и 70-тите и горе се наоѓа уред со кој се движело, се одредвала движењето на авионот спрема звездите. Тој уред е R2-D2 и оттаму Холивуд ја добил идејата да го направи дронот на холивудските филмови. Еден од овие авиони се наоѓа во Њу Йорк на музеј носач на авиони и ова инаку е Skunkworks. Ова е приватна компанија, приватна и државна компанија која ги прави најнапредните воени системи потребни за или за Пентагон или за ЦИА. Интересно дека SR-77 не е воен авион, тој е авион за ЦИА. Тоа е само авион за наблюдување, не е воен. Повторно на некој начин е воен, да не го оспорам, али е, како се вика, авион кој го користела ЦИА. Прво било користен Б2. Ово е, значи, колку што можеме да искоментираме од ова, користен кој ќе иде во стратосферата и за еден час може да стигне на било која точка. Тоа значи дека иде 3-4 маха. Да. Дали овој скоро одел на не е повеќе функција. Скоро одел на Рамџет, пошто има не збориме за SR-77, збориме за овој новиот наследников. Наследникот е не знаеме уште дали е во потреба. Меѓутоа по некои добро приказни на спекулации. Што спекулирате? Спекулација е дека SR-72 Aurora е веќе оперативен или е веќе во некоја тест позиција, бидејќи има некои снимки над Англија, на некои други места. Ова е тој систем R2-D2. Тоа е системот по кој наблюдувањето, бидејќи не идел по радари доле, затоа што ако идел по радари доле може да детектира. Да? Туку према звездите за да има ориентација кај се движи. Бидејќи тоа е време без GPS сателити. Без GPS сателити. Да. Денеска сите имаат. И каде се во ова води? Идеме во стратосфера, во Вселената ќе се борим, нели на времето Роналд Реган вика Star Wars, вика ние мораме да започнеме со сателити од кои ќе може да се лансира нуклеарни. Покрај 4 дела на америчката армија пред неколку месеци се оформира новата космички делот за борба. Така да тоа е веќе оформено во реалност. Значи има и амблем, има војска, има
жива сила која работи таму, така да тука е веќе дел од реалност. Ако го има Соединетите американски држави, сигурно го имат и Русија и Кина. Тука нема сомнеш дека Русија, Кина и Израел ги имаат во некој степен. Можеби не се јавни, не се представени, не се со амблем, можеби се под некоја подгрупа од некоја група, меѓутоа тоа е веќе реалност на денешниот свет и тоа се веќе сериозни сложени системи кои се и милиони или милиарди долари. Значи еден F-35 е веќе во рамките на 130-140 милиони, зависност од надградбата. F е веќе 200 до 230. B2 е некоја милиарда, 3 има 18. Еден ги се изгуби, америчката армија изгуби еден за $100. Инструмент го изгуби во Гуам. Добро. Океј, да ти кажам, претпоставам дека ти у глава све си разбираш што збориш, но ние не можеме толку да те следиме, мораме да бидеме по-концизни. Такви работи, детали кои уфрлаш треба со многу пошироко за да знаеме што кажеш. Не. Се извинувам. Нема потреба се извинуваш и јас се извинувам што не разбираме и се објаснувам зошто. Ми го испрати и ова како дел од новата воена индустрија или иднината на војувањето. Не забегуju дополнителните, окей. Да довршиме, тука сме на крајот, бидејќи на вистина 120 минути. Било кој систем треба да го започнеме и да произведуваме. Треба да произведуваме и органска храна, треба да произведуваме и нафта, треба да произведуваме електрична енергија, треба да произведуваме колку што е можно повеќе производи, за да ја покачиме по висока платата. Колку повеќе увезуваме... Но овде зборевме за воената индустрија. Вие реално верувате ли дека ние можеме еден Самоков да го рестартираме и некои други погони да ги вклучиме сега кога сме во НАТО, токму во таа корист да излечеме една општа корист, сеопшта корист и за нас и за земјата? Доколку народот даде подршка на 15-ти, гарантирам дека за 6 месеци може да се рестартира некоја фабрика и да се почне со производство на амуниција. За посложени системи не можам да гарантирам на почеток, не ќе да ветувам, меѓутоа амуниција и производство на униформи може да се започне за 6 месеци до година. Кога би се започнало за 6 месеци до година? Прво, колку инвестиција треба за тоа и кога би почнале парите веќе да се враќаат? За амуниција се работи за неколку милиони, 5-10. Парите би се вратиле за 6 месеци. Не целосната инвестиција. Меѓутоа, ќе почне да се произведува, нема залихи на амуницијата, на америчката држава, без НАТО. Само америчката држава, само во неколку држави да извезиме амуниција, ние сме во профитот одма. Тоа значи дека во НАТО го зборуваме. Само во Северна Дакота да успееме, во Северна Дакота и со малце жители се трошат огромен број на куршуми затоа што... И покрај она што го кажавте дека Србија произведува, но уште 3 фабрики да произведе, само за Америка нема да стигне производството. Нема да стигне производството. Што значи има простор ние да почнеме макар само амуниција во целиот сегмент. Со ковид кризата и со овие демонстрации во Америка се тридуплира продажбата на амуниција. Кога би имале сега Самоков, сите милионери. Секој куршум кој бил произведен, секој парче кој би било произведено, америчкиот пазар би го абсорбирал за месец дена. Значи, оваа држава ја уништија провизиите затоа што сакавме да увезуваме, а не да произведуваме. Брзо да заработиме. Господин Ивановски, ја ви благодарам за гостувањето. Интересен муавет, ретко се случува некој да збори за воена индустрија. Се надевам, пак ќе збориме малце по-концизно за некои по-конкретни работи, повторно, вака со повеќе детали, а јас малку повеќе ќе се подготвам. Мене ми беше многу интересно. Ви благодарам. Ви благодарам на поканата на гостувањето. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.